Синоќа во Центарот за култура во Битола започна фестивалот на новиот германски филм. Сите овие денови, колку што ќе трае фестивалот, битолчани ќе имаат можност да погледнат дел од филмовите од германската кинематографија, кои што ќе им бидат понудени. Да кажеме накратко, кои се тие денови кога ќе може да го направат тоа, кои филмови и каде ќе бидат проекциите? Да, фестивалот на новиот германски филм е во соработка со германската амбасада, која што секоја година ни овозможува да имаме навистина прекрасни наслови во нашето кино. Проекциите се одржуваат во малата сала, а започнавме синоќа со проекцијата на филмот Шик во 20:30 часот. Вечерва, значи имаме уште една драма која што имаше голем интерес во светската јавност, тоа е филмот Тони Ердман, кој беше и наградуван. А додека во 11 часот изутрина имаме и детски филмови, при што, значи, сабота во 11 часот ќе биде филмот Авантурите на Нели, а додека во недела исто така имаме два термини на прикажување. Во 11 часот е филмот за деца и младенци на иста висина, а во 20 часот е драмата Херберт. Во понеделник го затвараме фестивалот со филмот 24 недели, кој што исто така е еден филм кој што е наградуван и верувам дека сите овие наслови ќе бидат интересни за публиката. Овој фестивал Центарот за култура во соработка со германската амбасада, како што рече, го организира веќе 13 години, ако не се лажам. Има ли интерес за самиот фестивал? И сигурно традициите кои што еве позади вас се кажуваат за тоа дека битолчани сакаат да гледаат и германски филмови. Да, битолчани мислам дека го чекаат овој фестивал, бидејќи традиционално се одржува секоја година и забележуваме дека секоја година има пораст во бројот на публика, така што салата за отворањето е полна. Исто така има голем број на посетители на сите проекции. И уште еднаш еве да кажеме, сите проекции ќе може да ги погледнат битолчани во малата сала на Центарот за култура, влезот е бесплатен. Да, влезот е бесплатен, така што нашиот Центар за култура е отворен во токму на ваквите фестивали за слободен влез на сите граѓани.